Ако убаво се изменаџира туризмот, можеме да достигнеме 1 милиарда долари годишен импакт во земјава, вели претседателот на Туристичко-угостителската комора при ССМ Аркан Керим. Тој застанува на чело на оваа комора во период полн со предизвици и проблеми, но како што вели има стратегија, а ќе го искористи неговото долгогодишно искуство во оваа област. Кога ја превземав комората, јас кажав пред сите присутни дека ќе направиме под 5 подсектори во комората за да полесно и поубаво ја изменаџираме целава работа. Значи ќе имаме номинација за 5 подпредседатели, во кои што ќе ги избереме за угостителство, ќе си има посебен сектор, ќе си има посебен сектор за туристички агенции, има посебен сектор за хотелиери, има посебен сектор за транспортери, за превоз на патници и најново нешто што ќе направиме, тоа ќе биде значи за обука на кадри. Значи подсектор. Сите тие значи сплотени ќе направиме значи една поубава компонента со која што ќе успееме да ги решаваме проблемите сите што ги имаме наши во корелација со државата. На прашањето дали ќе се залага за целосно да се тргне мерката за приложување сертификати во угостителските објекти во консултација со угостителите, одговара. Државата, значи, по мене успешно го менаџира овој процес. Не избрза како во некои други држави, кај што избрза да ги укинат веднаш мерките и после рапидно скокна бројките. Кај нас сега, например, бројките се одлични, паѓаме во сите европски земји, сме на зелена листа, можеме да патуваме, можеме се. И мислам дека со почетокот на пролетта сите овие работи ќе се изменаџираат на најубаво можно ниво и нема да има никаков проблем. Комисијата за заразни болести да ги укине сите овие мерки. Јас се надам, моје мислење дека до 1 мај ќе биде све тргнато веќе. Керим вели дека за Анталија за престојната туристичка сезона има секој ден 3 авиони испланирани, за Хургада 4 авиони неделно испланирани. Според него, како за време на пандемијата, така и сега уште повеќе македонците ќе патуваат, бидејќи на тоа гледаат како издувен вентил од гушењето на пандемијата. Ќе има благо покачување на цените на аранжманите.